Мислам дека можеме да почнеме со третиот панел. Тоа е прашањето за билатералните спорови и дали земјите можат да изнедат конечни и обврзувачки решенија за билатералните спорови, земјите од Западен Балкан. На оваа тема ќе ги слушнеме излагањата и дискусијата на господинот Агон Маличи, политички аналитичар, коосновач и уредник на Збункер Косово, господинот Јанис Сармаколас, политички аналитичар Илија Меп, Грција, госпоѓа Илинка Митрева, поранешна министерка за надворешни работи на Македонија, и Бојан Елек, директор на Белградски центар за безбедносни политики. Нисам директор, али грешки вакати. Што е? Добро. Promotion. Супер. Еве вака, чисто од модераторски аспект, сакам да нафрлам 2-3 тези. Тоа е прашањето дали регионалните лидери ќе можат да направат еден екстра напор, односно да истрчаат една екстра милја за да успеат да ги надминат, односно да ги решат разликите и споровите. Оние што се во фокус се разговорите Белград-Приштина, разговорите за надминување на спорот со името меѓу Македонија и Грција и, би рекла, растечката сецесионистичка реторика во Босна и Херцеговина. И би сакала да го поставам прашањето, односно констатацијата на Доналд Туск, дали на вистина историјата на Балканот, која некогаш изгледа како бескраен хорор филм, може да се претвори во победничка продукција за Оскар. Тоа е навистина прашање што допрва ќе видиме како може да се одговори. Она што е моментот е вистински политички момент за интеграција на земјите од Западен Балкан во Европската Унија. Ја имаме 2025 како таргет. Имаме нова стратегија која конечно го покажува уважувањето на овој регион како, односно неговото стратешко значење. Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Србија и Македонија, сите претенденти за Европската Унија се исправени сега пред самитот ЕУ Западен Балкан, кој што треба на 17 мај да се одржи во Софија. Една мала паралела колку за размислување, 2003 година се одржа ваков самит во Солун, во Грција, и она што беше стриктна заложба беше дека овој дел треба еден ден да стане дел од овој регион треба еден ден да стане дел од Европската Унија. 15 години подоцна сме само на заложбата. Се надевам дека самитот во Софија нема да го повтори истото. Исто така би сакала да вметнам уште една тема за размислување, тоа е понастаните во Црна Гора во 2016 година. Сведоци сме на руското мешање во овој регион, сведоци сме и на интензивното присуство на Турција и на Кина. И еве јас би рекла дека Западен Балкан се појави како нов фронт во една нова тивка војна што се случува тука. И затоа мислам дека креаторите на европските политики треба многу посериозно да размислат што и како ќе се случува на овој дел, бидејќи многу лесно би можел да се случи реверзибилен процес и многу лесно децении на напори за евроинтеграција би можеле да пропаднат и да се случат сосема други настани. Од мене толку за вовед. Би сакала да го I would like to call Mr. Agon Malici to Го повикувам Агон Маличи за да го даде своето воведно излагање. Благодарам. Навистина е големо задоволство да бидам овде во Скопје на ова толку убав простор, за да се зборува за многу важни прашања. Меѓутоа, пред да преминам на анализата на да го отворам прашањето дали можеме да најдеме дефинитивни обврзувачки решенија, морам всушност да кажам дека билатералните спорови меѓу државите од Западен Балкан се навистина всушност утврдени од меѓународните контакти и всушност во нашите земји
нашите земји не се единствените актери кои што ги склучуваат овие договори. Сите овие спорови всушност имаат одреден степен на меѓусебна поврзаност, меѓутоа тие се и во еднос на мрежата на мокни странски сили, што беше дискутирана пред сеа перцептијата дека имаме историски прозорец на можноста. И моето прашање е која ќе биде нашата метрика за да се измери овој историски успех, дали ќе биде доволно да се реши некој, да, имајќи ја предвид меѓусебната поврзаност на самите проблеми, како сите овие спорови всушност ја поттикнуваат кршливоста на самиот и сензитивноста на самиот регион во овој временски колку се повисоки амбициите, толку ќе бидат поголеми пречките пред нас. Меѓутоа, кои се тие пречки? Како што одиме, ние имаме поголеми интереси да се најде некаков изглед или да се исцртаат одредени ранливости кои што се всушност се релевантни за поголем дел од овие билатерални спорови, односно трите што беа споменати. Првото е дека постои една геополитичка борба на силите, што беше дискутирано на претходниот пелен, и како тоа всушност влие врз политичката несигурност и архитектурата во самиот регион и во Србија како едно сидро на сиве овие недоразбирања, каде што се меѓутоа преку поттикнување на политичарта. Втората димензија е политичката економија во ситуацијата. Степенот до кој што резолуциите влијаат врз запетните интереси врз капиталот, кој што всушност влијаат и врз организираниот криминал, кој што е исто така. Третата димензија се однесува степенот до кој што странските влијанија се всушност инвестирани се залагаат за статус кво, да не се дојде до договори. Кој е општествениот потенцијал за мобилизација на национализација? Четвртата димензија дека лидерите постепено овие автократи кои што сака да искористат оваа ситуација за да ги против другата важна цел, а тоа е да почнеме со позитивните трендови. Првиот позитивен тренд е дека постои одреден позитивна динамика во однос на регионалното лидерство. Мислам дека секоја недела ги гледаме нашите регионални лидери каков имаат еден вид на средби. Меѓутоа, во повеќето случаи, во повеќето земји постои одредено политички капитал кој што е на располагање да биде потрошен, а тоа всушност се однесува на прашањето помеѓу Македонија и Грција. Знам дека повеќето од вас имаат повеќе знаење од мене, меѓутоа и проблемот помеѓу Косово и Србија. Иако Вучич сега е на врвот на својата моќ и никогаш не бил во подобра можност да направи некаков договор, судејќи од неговиот камен јазик, не знаме каков вид на договор можеме да добиеме во овој момент, но тој е заинтересиран, барем се чини дека е заинтересиран всушност да се направи договор. Меѓутоа, главната цел е тука дали политичкиот спектар во Косово може да се постигне одреден консензус за овие сценарија да се надминат во однос на Солзавецот и другите настани во Косово, посебно каде што опозицијата треба да му даде на тачи мандат за да може да се вклучи во овие преговори. Ке треба да се формира некаков панел и ситуацијата што ја гледаме во Косово не е поларизирана како што беше пред 3-4 години, посебно со затворањето на лидерот на опозицијската партија, воведување како нова динамика, новото крило кое што произлегува од оваа партија, а тоа е едно побунтовничко крило кое што направи манифесто, кое што е многу различно од она што претходно беше зборување, односно оние тврдокорни членови на опозицијата што го тврдеа во минатото, и тоа не знаме колку тоа ефективно ќе биде или штетно, меѓутоа очекувам да постои
јака парламентарна сила. А втората причина беше отпорноста на општеството на конфликти. Дали сме ние премногу националистички или стануваме помалку националистички. Всушност постои некој степен кој што во последните години кој што имаме конверзија во регионот и тоа е многу важно. Како генерација која што се уште има свежа меморија за конфликтите од последната деценија, ние се уште токму затоа ова ја представува историска можда, ако всушност им ја префрлиме топката на следната генерација која што можеби нема да ги има, ризикуваме да ги повторно да ги обединиме сите балкански, а потоа националистички лидери во Србија всушност ја искористуваат можноста, не се добро представени во јавноста поради корупцијата и затоа мислам дека треба да постојат неколку регионални кои што треба да бидат да се создадат неколку во Македонија и тоа е пример всушност кој што некој на овој отпор од општеството треба позитивно да гледаме. Последната работа која што ќе кажеме дека е политичката економија и барање на стабилност. Капиталот во регионот има голема моќ за донесување и влизне врз трговијата и недоволната јасност всушност ја намалува стабилизацијата за инвестиција. Бизнисите имаат интерес да продолжи овој пат, бидејќи како што веле кажавме, Европската унија е најголем трговски партнер до сите и дури оние хроно капиталисти кои што всушност сакат всушност може имаат одреден интерес да си го задржат нивниот капитал преку владењето на процесот. А кои се негативните страни? Прво, тоа се однесува на се чувствувам дека Бошко Јакшич како го толкуваше влијанието на Русија, она што не ве убива може да ве направи посилен. Меѓутоа, тоа не е еден од моите омилени автори, Кристофер Хичинс вели оно што нема да ве убие ќе ве направи посилен, но на крајот сепак ќе ве убие и мислам дека ова всушност ќе биде клучна точка поради беше овде кажано дека всушност она што влие врз меѓутоа и како косовскиот спор во однос на Русија и на другите, например Грузија и Украина, исто така тие се дел од оваа голема сложувалка и влие врз Косово. И дури ако Србија сака да направи договор, не е јасно што Русија би мислела за тоа и што би направила во однос на тоа и како би реагирала. Па затоа за сега руската политика во регионот има активна улога во проморење на етничките разделувања, како овие предлози за размена на територии помеѓу Косово и Србија всушност имаат одредена репликација во Република Српска и овие етнички решенија имаат многу лоши ефекти, посебно во однос на позголемувањето на национализмот кој што се зголемува во регионот. Вториот негативен тренд е всушност доаѓањето на пораките од Европската унија во контекстот на тоа е неунитарноста на Европската унија и што е многу тешко во контекстот на Косово да се зборува со јазикот на Европската унија, посебно со пораките што ги испраќа Шпанија и Косово официјално нема европска перспектива, а тие всушност кога ќе се промовира оваа идеја, понекогаш може да биде збунето, да дојде до збунување, бидејќи има двојни пораки кои што се праќаат и пред ние се уште се обидуваме да промовираме идејата, меѓутоа станува се потешко и потешко во Косово да се продаде ЕУ приказната. И затоа пораките и евроскептицизот кој што е формулиран од Макрон и несогласноста меѓу државите членки и комисијата влијаат негативно врз спорот, а потоа организираниот криминал и сивата економија кој што всушност
ги замрзнуваат некои од овие прашања. Организиран криминал е голем фактор во размрдување на настаните на Косово. Постои моментум за решавање на политичките спорови и всушност треба да има одредена отпорност на општеството кон судир на национализмите и постојат од различни грижи. Иронично е да се применуваат нов приод кон решавање на споровите, бидејќи оние претходни спорови и решавањето повторно се враќаат во живот, посебно оние со турскиот дел од островот Кипар и мислам дека всушност постојат два предуслови. Едно е моќно и трансформативно лидерство, кое што треба да земе краткорочни домашни предизвици за долгорочни регионални цели. И втората е силна Европска унија и НАТО и со посебна поддршка и улога на САД за да се намали влијанието на Русија и да се создаде поволна среда за трансформација на лидерството, а другата всушност трансформацијата на лидерството ќе биде потешко да се види во следните години, но тоа може да биде и всушност шанса дури во оваа тешка средина нашето лидерство да покаже зрелост и да каже дека и покрај шансите ние стануваме зрели европски политичари. Ви благодарам, господине Маличи, за вашиот прв пристап кон дискусијава. Би сакала да му го препуштам зборот на Јанис Армаколас. Во овие денови многу е интересно тоа што сме Осогласен сум поради тоа што сум песимист и драго ми е да бидам во местото во една земја каде што се создаваат единствените добри вести во последните неколку, посебно да бидам во оваа зградата која што комбинира стари вредности меѓутоа и нови вредности. Меѓутоа имам три главни работи на кои што сакам да ги допрам и нема да го надминам многу времето, барем се надевам. И можеби ќе оставам неколку поенти за прашањето за името на крај. И првите работи кои што ќе зборувам ќе бидат по-историски, не толку историски како проблемот со името, а второто прашање во однос на билатералните спорови. Да почнам со еден предисториски однос помеѓу европската интеграција и билатералните спорови. Само сакам да објаснам зошто сакам оваа поента да ја дискутираме токму овде и денес. Во регион, причината за тоа е дека многу е јасно кога ќе ги видите луѓето во Брисел или во другите западни главни градови дека не постои таква една лесна однос помеѓу главните држави членки и новите и перцепцијата на ново настанатите спорови кои што доаѓаат на агендата на политиките, како што европскиот проект се проширува територијално. И тоа во еден случај, тие велат дека споровите што ги има во регионот представуваат една незгода и тоа се должи или на игнорантноста или пак на хипокризијата. И зошто голем дел од пријателите од Европската Унија се не толку трпеливи со споровите на Балканот. Една од причините е дека ние всушност ја интернализиравме оваа долгорочниот мир во Западна Европа по Втората светска војна и мораме да запомнеме дека овој долгорочен мир кој што тие го уживаат беше направен токму преку европскиот експеримент, односно интеграцијата, и дека самата интеграција е всушност нуспроизвод на една од деструктивните и трауматичните спогодби за да се реши одреден спор во западната историја, тоа е Втората светска војна. И не е значи дека западната Европа е надвор од било какви спорови или пак дека проектот за интеграција, ако ги видите всушност процесот на проширување во 50-тите, 60-тите години
Пред 20 години овој процес беше целосно полно со различни спорови, влегувањето на Обединетото кралство во потоа други национални прашањата со земјите од поранешниот советски блок и тие имаше огромен број на политички спорови и не дека во Западна Европа не постојат спорови. Меѓутоа исто така мислам дека е хипокритички ако ја следите политиката на Европската Унија, најголемите спорови всушност се случуваат во Брисел за многу небитни, тривијални прашања, како што е рибарството, земјоделската програма и исто така ние од Западен Балкан што сме поминали низ драматични искуства во последните години, кои што не се чинат толку. И постои национален интерес и заштита на националниот интерес во Брисел, меѓутоа тоа се однесува на рибарството или пак идентитет на територија или суверенитетот, кои што се навистина се разбира важни да бидат решени пред да можете да се карате за земјоделската и рибарската политика. Па затоа, ако кажам зошто тие представуваат нелагодност, дека Европа и европската интеграција и мировниот проект, дури Европската Унија се фали себе си за европеизација на конфликтот и на политиките и зошто сега всушност има одбивност во Западна Европа за споровите дека раните овде во регионот се многу посвежи од оние рани што ги остави Втората светска војна во Западна Европа и дека всушност многу често се гледаме дека западните земјите од Балканот тешко разбираат проблемите и прашањата. Западна Европа тешко го разбира менталитетот во регионот и траумата од војните. И никогаш не треба да заборави дека таа е некоја стара историја, туку од неодама Европската Унија или кога Европската заедница не успеа да одговори навреме на конфликтите на Балканот. И тоа беше еден вид на политичка траума за Европската Унија во тој момент. Ајде сега, не потрошив многу време, да се префрлиме на втората тема, која што е клучна за разбирање на голем дел од потеклото на овие спорови кои што се јавуваат во регионот. А тоа е всушност дека со се прашања за моделот и механизмот за билатералните спорови во контекстот на процесот на пристапување во ЕУ и ќе кажам некои работи за кои што јас исто ги разгледувам како научник и мислам дека тие се политички сензитивни, но морам да ги нагласам за да може да се разберат всушност билатералните спорови. Едно од клуче дека постои симетрија помеѓу дисиметрија помеѓу членките и кандидатките. Тие многу често не се доволно доволно не се зборува за нив, но тоа води до дека постојат две страни во еден спор. Ако едната страна е членка на Европската Унија или пак другата страна е дека држава членка е вклучена во решавањето на значи или земји кои што се засегнати во решавањето или се директно вклучени во самиот спор. Па значи ова од различни причини кои што можам да ги замислам дека да се биде член на клубот кога другата страна сака да се приклучи, ви дава некаква предност, потоа имам влијание на различни и постои одредена солидарност помеѓу државите членки, дека кога сте член на некој клуб, дали е социјален клуб или меѓународен клуб, постои солидарност дури ако тоа не е очигледно или секогаш признаено. И на крај заморот од проширувањето, кој што дека членовите кои што се таму, значи страната во спорот која што е надвор, всушност е засегната од овој замор. И
ова асиметрија на моќ всушност, бидејќи тогаш раѓа голем број на теории на заговор дека државите не се толку доволно суверени како например како САД, дека тие ќе дојдат и ќе извршат притиск да се постигнат резултатите кои што локалните влади не ги сакаат, дека одлуките се донесуваат за затворени врати, дека постои едно критизација на странскиот притиск, но во регионот ние всушност немаме процеси на вчера бев на еден панел каде што некој во прашањата рече во ред, во јули за време на Берлинскиот процес тоа ќе се одлучи Грција да биде бајпасирана во НАТО, но не функционира тоа така. Па затоа тоа не доволно се разбира правилно во јавност. Дали меѓународните организации како ЕУ и НАТО се неутрал, би сакале да бидат неутрални во споровите, но навистина е тешко да се остане неутрален. И дури ако сака да бидат неутрални, не можат да ја имаат оваа асиметрија на моќта. И затоа кога имаме организации како НАТО, кои што се меѓувладени организации, и тие всушност, бидејќи комисијата има супранационална димензија која што не може да одигра одредена улога, но клучната одлука се ги донесува Советот на Европската Унија. Па затоа постои една главна предност кога станува збор за споровите помеѓу држава што е членка и некој кој што е или пак а тоа не се однесува на името за прашањето, туку и за спорот помеѓу Србија и Косово. Дали државите го знаат тоа? Да, го знаат и го искористуваат. Има уште еден клучен фактор. И накратко ќе споменам дека најдиректното и најефективното влијание се случува токму пред пристапувањето. Ова е лекцијата научена од Бугарија, Романија, Унгарија, од Полска, од спорот помеѓу Словенија и Хрватска, и кога ќе видиме дека кога тие ќе влезат, влијанието оди веднаш кон нула и затоа тие се обидуваат да го искористат најмногу што може процесот на пристапување за да извршат одреден притисок, односно влијание во решавањето. Третата тема се однесува на споровите на Балкан. Мислам дека беше катастрофална стратегија да се остават споровите сами да се решаваат и да без оглед дали станува збор за името или пак спорот помеѓу Косово и Србија или било која друга држава. Мислам дека ова го дискутиравме, дека имавме различен вид на негативни странични ефекти и имплика. Ако може да кажам збор 2 за спорот за името, која е негативната? Добрата и лошата вест. Повеќе има лоши вести отколку добри. Значи, главната асиметрија на моќта ја објаснив претходно, меѓутоа таа постои и од централно значење во пресметките на двете страни. И ако сакате, може да ви го пообјаснам подоцна повеќе. А втората поента, која што мислам дека добро е разбрана во оваа земја, е дека грчката надворешна поратка, користењето на условеност и членството во ЕУ е главниот инструмент за влијање врз политиките во регионот. Грција тоа го направи со Турција, го прави со Македонија и сега го прави со Албанија, додека ние всушност зборуваме за прашањето за името, Грција ги решава своите билатерални прашања со Албанија, бидејќи Албанија сака да ги почне преговорите за членство. И тоа го користиме повеќе, овој инструмент го користиме повеќе од 25 години. Клучната пречка е јавното, мислам, кој што е многу емотивно, нерационално и јавната дебата во Грција е многу далеку од реалните состојба на преговорите во двете земји. Можеме да ви кажам малку повеќе. Домашниот политички контекст не е многу погоден, не постои голема доверба помеѓу владата и опозицијата, владата е поделена внатре, има радикални мислења кои што произлегуваат во јавноста и недобромно управување од страна на опозицијата,
која што нема да донесе политички промени за неа демократија и другите партии, невозможност да се постигне консензус и дури да се овозможи мнозинство за донесување на некоја одлука во парламентот. Меѓутоа, работите изгледаат прилично ранливи. Има две добри вести. Моментумот може да продолжи. Дали постојат добри вести? Има неколку добри вести. Исто така, прво, за мене најважната е промената на власта во Скопје и политиките на владата овде. И затоа не мислам дека тоа би можело да се случи доколку не беше нова власт во Македонија. И мислам дека грчкиот политичкот систем беше потурна да направи нешто, токму бидејќи имаме нова, сериозна, оптимистичка, позитивна влада во Македонија. Исто така, голем дел од креаторите на јавното мислење се за постигнувањето. Значи, голем дел од тие се во поддршка и има посебни различни односи на различни нивоа помеѓу различни граѓански актори и има постепена градење на доверба помеѓу владите и помеѓу двете општества. И некој од символиката е дека тоа што се символични потези на владата овде и ние се грижиме што ќе се случи ако немаме договор до самитот, бидејќи не сакам да се расипе политичкиот капитал на довербата кој што се градеше до овој момент. Меѓутоа подоцна ќе продолжиме за себева. Ти благодарам. Јанис не би кажала дека си песимист, туку мислам дека ова е многу реалистичен пристап. Сега би сакала да ја замолам поранешната министерка за надворешни работи Илинка Митрова да ни даде неколку збора за нејзиното мислење. Ви благодарам. Лете ми најнапред да го честитам големиот јубилеј на отворено општество и да посакам на тамошни успеси. Изборот на темата е навистина интересен и верувам дека овој панел ќе даде да одговори на некои прашања или барем ќе потсети на некои случувања. Да ја предупредам дека почнувам на неочекуван начин. А тоа е следниот. Пуста земја, The Wasteland, T.S. Eliot ја почнува со стиховите. April is the cruelest month, mixing memory and desire. Прашањето што се поставува е следното. Зошто една ексклузивно политичка материја би ја започнувала со повикување на поетски текст? Би можела да дадам одговор во духот на добрососедството, нов и високо почитуван тренд на Балканот, затоа што и политика и поезија се зборови од грчко потекло. Би можела исто така да се повикам на практиката на интердисциплинарност и така натаму. Но, вистинскиот одговор лежи во она што за толкување на македонските работи ни го овозможуваат трите Eliotizms. April, Memory and Desire. Април, сеќавање и желба. Овој април за Македонија е месецот во кој не се случија сурови настани, за разлика од крвавиот април 2017 година. Напротив, овој април ни донесе чиста препорака од Европската комисија за отпочнување преговори за членство во Европската унија. Овој април ни ја донесе како торнадо европската елита во мисија на одржување на високиот ентузијазам дека сега се ни ја надофат и ЕУ и НАТО. Но се разбира, ако се владееме според европскиот катехизам и ако го затвориме спорот што Грција го има со нас поради нашето име.
И сега се отвара простор за експлоатација на memory, на сеќавањето. Зашто ќе се согласиме дека ниту едно политичко прашање од овој маштаб не е без генеза. Долг е патот што Република Македонија го изоде од Лисабонската декларација, преку приемот во Обединетите нации под референцата поранешна Југословенска Република Македонија, економската блокада од Грција, склучувањето на привремената спогодба 1995 година, грчкото вето за прием на Република Македонија во НАТО 2008 година и Хашката пресуда од 2011. Република Македонија сепак во одредени периоди успеваше да се движи напред. Ако го исклучиме злокобниот период на заробена држава 2006-2017, време во кое власта ја спроведуваше абсурдната акција за антикризација на државата со цел создавање лажен идентитет, што на Грција и даде адути. Еден друг период, 2002-2006, ја памети Македонија како регионален лидер. И тогаш се среќававме со високи грчки политичари, но преговорите се водеа преку посредници под покровителство на генералниот секретар на Обединетите нации. Да подсетам, улогата на Обединетите нации преку нејзиниот медијатор во спорот е, меѓу другото, да спречи, да биде еден вид бафер за ирационалните предлози што може да дојдат од некој од страните. Денес учеството во преговорите е издигнато на највисоко ниво. Министрите на дворешни работи и премиери. Дали е тоа хендикеп или предност, историјата ќе даде одговор. Кога сме кај историјата, сакам да подсетам на еден темелен документ. Документ што ги уредува сите аспекти на односите Република Македонија, Република Грција, привремената спогодба, Interim Accord. Склучена, како што веќе реков, во септември 1995 година, таа требаше да представува основа за она што денес го сугерира нашиот панел, конечно и обврзувачко решение на билатерален спор. Грција ја прекрши таа спогодба, што се потврди и со Хашката пресуда. И таа пресуда Грција не ја почитуваше, а Европската унија и НАТО едноставно игнорира. Не само да што Грција е членка на двете организации, членка на клубот, туку и затоа што билатералните спорови, особено политичките, и кај ЕУ, и кај НАТО, предизвикуваат состојба на констернација. Тие не се среќни кога го увезуваат спорови. Сега поминувам на поимот желба, desire. Желбата на Грција да склучи договор со Македонија, поинаку кажано компромис, може би доаѓа од определбата на сегашната политичка номенклатура во Грција да работи на подобрување на своето регионално и европско реноме. Се чини дека сега и таму постојат струи заинтересирани за добрососедство и со Македонија. Од друга страна, сегашниот момент може да биде историска шанса за Грција да постигне најмногу со најмалку напор. Ако до 2006 година Македонија имаше ореол на жртва, во текот на 10-годишниот режим на Груевски, таа стана така наречен крадец на историско наследство
и ги загуби симпатиите на меѓународната заедница. Сега, во 2018 година, имаме влада која мора да ја крене Македонија од урнатините што зад себе ги остави претходната власт. Влада која има невозможна мисија тоа да го стори во кус период. Брзањето создава перцепција дека сме подготвени да дадеме повеќе од тоа што треба. Оттаму Грција може би чувствува дека сега е добитниот момент за неа. Сега е време за договор. Тоа е делумно потврдено и со информации достапни за јавноста. Например, премиерот Ципрас вели дека за Грција ова не е екзистенцијално прашање. Министерот за надворешни работи Кодзијас вели дека не е конечен ставот на Европската комисија. Вистинската пресуда, ако така можеме да кажеме, ја дава Европскиот совет. Значи, ми се чина толку далечни времињата, а ја споменувам само 2006 година. 2006 година во која премиерот Караманлис на говорницата на Европскиот парламент во Страсбур возбудено и со удирање по таа говорница велеше: соседот може да влезе во НАТО само под референцата, никако под уставното име. Ама може да влезе и може да влезе под референцата. И ако основата на секој договор е quid pro quo, да ги разгледаме и quid и quo. Од Република Македонија се бара не само промена на името, барање без преседан во историјата на меѓународните односи, туку и употреба на новото име Erga Omnes. Значи, и за меѓународна, и за домашна употреба. На преговарачка маса се јазикот и нацијата. Згора на тоа се бара и промена на уставот. Ова беше quid. А што е quo? Обврската на Република Грција да не става вето на евроатлантските интеграции на Република Македонија. Но да се подсетиме, оваа обврска на соседот е јасно регулирана со привремената спогодба, а потврдена и со пресудата на Меѓународниот суд на правдата. Со други зборови, Грција сега се обврзува да го даде она што веќе е обврзана да го даде. Основата на едно долготрајно, конечно решение ќе биде климава, доколку единственото нешто што едната страна го донесува во решението е ветувањето за почитување на меѓународното право. Да предупредам, некои решенија може да предизвикаат револт кај граѓаните на Република Македонија, а со тоа и сериозни реперкусии врз севкупните внатрешни состојби. Домашниот дисбаланс лесно се преобразува во регионален и во меѓународен. Република Македонија не си го поставува прашањето од насловот на нашата конференција зошто Европа, зошто сега. За неа Европа е дамнешна желба. Нема дилеми дека влегувањето во НАТО и во Европската Унија е национален интерес на Република Македонија. Но, во име на тој национален интерес, Република Македонија би требало да се откаже од основните атрибути на една нација. Тоа е најголемиот влог што еден кандидат било кога го внел за да стаса во членство на во некоја меѓународна организација. Ви благодарам за вниманието.
Благодарам, господја Митрева. Thank you very much. Сега би сакала да го повекам господинот Елек, кој што е директор на Белганскиот централ. Благодарам само. Јас сум, не сум овде во својствена директор, туку не истражувач, иако бев неодамна промовирана. Единствената работа која што стои помеѓу вас и ручекот сум јас и мојата презентација, па затоа морам да прво две генерални забелешки. Прво да ви благодарам што ме поканивте и сакам да ви посакувам уште 25 успешни години. Има неколку главни точки кои што сакам да ги дискутирам. Главно всушност ќе се рефлексирам како всушност билатералните спорови формираат политиката за проширување и резолуцијата на овие спорови и всушност кои што се однесуваат и на спорот меѓу Србија и Косово. А третата работа е како да се работи, да се направат компаративни случаи кои што можеби да донесат до некакви нови предлози, како да се решат овие спорови за да бидат и од самитот во Солун всушност имавме добри соседски односи, помирувањето, тие се дел од новиот јазик, што значи дека всушност тие се на самиот почекот, да бидам дека тие всушност им ја ветуваат еднината на земјите, да. И тогаш се влезе во условеноста со членството во Европска унија и сите велиме дека вие треба да бидете во добри односи со вашите соседи, меѓутоа овдека тоа значи нешто повеќе. Потоа го имавме обновување на политиката на проширување уште во 2011, кој што донесе дополнително, имаше додадени беа две нови поглавја во однос на односите и потоа имаше закони за балансирање, клаузула за суспензија, кој што се однесува на влеготе, дека доколку нема прогрес во овие две области, како што е во случајот со Србија и со Косово, и на крај го имавме второто следење на решавањето на билатералните спорови, кој што не верувам дека е толку почна во 2014, потоа беше потпишана декларација следната година кон двете и не би кажал дека имаше многу голем успех, меѓутоа тоа беше толку многу јасно од агендата на Европската унија и направен беше нов механизам за решавање на овие прашања. Потоа ја имавме оваа нова стратегија која што дојде во февруари и технички всушност таа се уште се комуницира, треба да почекаме до јуни дали таа ќе биде всушност усвоена или потврдена Исто така Европската комисија користи и зборот итност во 3 пати во однос на спорот помеѓу Косово и Белград. И исто така сакам да го рефокусирам ова прашање кон Европа и да прашаме Европа зошто сега со оваа стратегија бара од нас поголема заложба, стратегиска определеност, која што претходно не беше користени како збори и почнува од февруари овие зборови почесто се користат. За мене мислам дека оваа стратегија представува признание дека политиката за проширување е неуспешна, меѓутоа дека Европската унија се плаши или брза дека после самитот во Солун немаше толку голема заклучна и ние сега всушност ги очекуваме овие 6 главни клучни иницијативи кои што и мислам дека Русија има некакво влијание на тоа, меѓутоа ќе се навратам на тоа малку подоцна во мојот говор. Колку што можам да разберам, или колку станува збор за успехот на овој променлив приод кон политиката за проширување, тоа најдобро може да се објасни со секое решение кое што го има Европската унија. Во Балканот ние имаме 3 нови проблеми. Па затоа мислам дека
корисно е да се разгледува ова решавање на билатералните спорови како да се случува во рамките на процесот на пристап. Меѓутоа се бутка однатвор бидејќи нема внатрешна желба и посветеност и немаше многу голем прогрес, но немаше напредок или прогрес и во други делови како што е корупцијата, организираниот криминал и многу други прашања. За да се вратиме назад на мојата втора поента, сакам накусо да зборувам за овој Белград-Приштина диалогот, кој што сега влегува во последните фази и всушност се уште не е официјален, ќе биде потпишан следната година поради целиот притисок кој што се става врз двете страни и вклученоста на меѓународната заедница во 2019 година се чини дека е добар датум за овој договор конечно не биде постигнат. Исто да се види констелацијата на внатрешно и на меѓународен план дека всушност сите ги тоа може да се пробијам, не сакам да кажам дека има голема поддршка во населението, меѓутоа овој договор може да биде пробуднат и во јавноста и да добие поддршка, меѓутоа мислам дека Европската унија се наоѓа на една раскрсница исто така, бидејќи мандатот на комисијата истекува следната година, Могерина верувам ќе замина и ќе им треба нешто за да покажат како успех дека после 20 години конфликт постои одреден опиплив напредок кој што е направено во однос на големот и дека еден големо прашање е решено. И затоа овој сеопфатен договор всушност ке германците се тие кои што се најактивни во села во оваа работа, па затоа од гласовите кои што доаѓаат од Берлин всушност јасно е дека има две главни прашања кои што треба да се решат, а тоа е дека треба да има можност Србија и Косово да имаат билатерални односи меѓу себе и дека Косово треба да стане член на меѓународните организации и дека европската перспектива треба да им се вети на нив врз основа на овој. И она е тоа што се дискутира во јавно. Не постои никаков нацрт, ниту пак некој друг инпут кој што го имаме во однос на овој процес. Во однос на процесот на внатрешниот диалог кој што ние го имаме во Србија, тој всушност заврши и сега чекам еден вид на платформа да излезе од сето тоа, бидејќи беше најавено за април, меѓутоа беше одложено за подоцна во мај. Се разбира дека се уште нема информации за тоа како целиот процес ќе се одвива. Прво не знаме дали парламентот ќе биде вклучен, дали ќе не постои еден вид на патока за сето тоа и како ова ќе заврши. Меѓутоа кога станува збор за спорот помеѓу Србија и Косово, мора да се спомене дека Србија е ставена во овој спор е ставен во рамката за преговори во поглавјето 35 кој што се однесува, но бидејќи не постои релевантно законодавство на Европската унија за ова поглавње, тоа е да кажеме еден од доколку се постигне договор помеѓу Косово и Србија, ќе служи како репер за идните. Во однос на рамката за преговори на Србија за членство во ЕУ, вели дека клаузата за суспендивната клаузула од овој договор дека тоа треба да се однесува дека Европската унија всушност го стави Косово решавањето на овој спор како прашањата од и тоа беше едно од првите поглавја. Првите две беа отворени во декември 2014, а потоа и другите. Ајде да видиме како да одиме напред. Неодамна имаше 20 годишнина од потпишувањето на договорот од Добриот петок и всушност кој што всушност стави крај на неволите на островот под 30 години од избувнавањето на беше во 88 година и има некакви и интересни идеи за тоа како може да се премине натаму во однос на решавањето на овој случај помеѓу Србија и Косово. Само да кажам некој од нив. Политичката заложба е многу важна. И тоа значи дека лидерите, политичките лидери, оние што се на власт, мора да покажат волја за решавање на спорот.
тоа нема да биде одржливо ако нема локална собственост, ако е да кажеме наметнато од страна. И кое што е всушност или од други страни. И исто така многу е важно, ако го читате договорите, ќе видите дека има две но тие двата. Втората работа е признавањето, кое што е многу важно, но за мене дека признавање дека постојат легитимни интереси на двете страни кои што не се преклопуваат. И тоа значи дека да, можеби србите имаат легитимен интерес бидејќи сакаат да го заштитат територијалниот интегритет, меѓутоа дека албанците имаат легитимен интерес да не живеат во иста земја со србите. И мислам дека прифаќањето на ова ќе значи многу повеќе и она што исто така интересно е дека освен сите други демократски постапки, консултациите со страните, референдумите што треба да се организираат, кој што исто така треба да се примени во случајот со Србија и со Косово, е дека тоа станува збор за договор кој што има отворен крај или отворен договор. Мислам дека вие кажавте дека промените не се нереверзибилни и дека тоа не значи дека тоа треба да биде вградено на камен и дека државите и граѓаните треба да одлучат дали сакаат нешто да сменат, дали сакаат но граѓаните се тие гласот на граѓаните беше слушнат на референдум во Обединетото кралство и тоа треба да биде всушност еден вид на еден можен начин за интервенции во прашањето меѓу Србија и Косово. Накусо можам да завршам со тоа што да се навратам на прашањето на влијанието на Русија, кој што беше споменато од другите. Не ми се допаѓа тоа што се шири страв за влијанието од Русија, бидејќи што се случува со влијанието, дека постојат други најсофистицирани истоби. Или тие не се случија поради Путин, Печински исто не се случи. Тоа е Европската народна партија и група која што всушност дека мислам Македонија и Европската унија се свесни за работите на претходниот режим и мислам дека европските фондови се користат како безбедносна мрежа за економијата, како што Орбан го правеше во Унгарија. И сега накусо тоа имав да кажам. Благодарам, Бојан. Сега, од кога ги слушав оптимистичките, искрените поенти и гледишта, дали некој сака, не има многу кои што сакаат да допринесат во оваа дебата. Ајде да тргнеме од оваа страна. Thank you. Благодарам. Имам коментари и прашање. Доаѓам од Шпанија, како што знаете, но не сум представник на владата, па затоа ова се само мои размислувања. Шпанија беше спомената во некои претходни презентации, но покренато е прашањето дека како единствената држава која што не го признава Косово. Постојат уште 4 држави кои што не го признаваат Косово и затоа мислам дека е важно да се напомене тој не само Шпанија, кој што очигледно има многу легалистички приод кон прашањето за Косово. И всушност мислам дека работата ќе биде многу важно да се најде овој правно обврзувачки договор помеѓу двете страни со одредена поддршка од Обединетите нации со цел всушност да им се на големиот мнозинство да им се продадат прашањата не кои што се покренуваат во Шпанија, туку и другите земји, дека на крајот не само Србија, туку и Косово ќе стане членка на Европската унија. Тоа е многу важно, а вториот елемент, кој што не е всушност коментар, туку повеќе прашање за Армаколис,
посебно во однос на спорот помеѓу Македонија и Грција и спорот околу името, мислам дека е многу важно овде да се нагласи дека улогата што ја има премиерот Ципрас во билатералниот спор, мислам дека тој всушност дојде во Европската унија и тој беше заедно другите европските лидери не беа всушност фанови на начинот на кој што тој се справуваше со кризата во Грција. Можеме да се сетиме на епизодата на Варуфакис и на министерот за финансии и на другите. Меѓутоа реалноста е дека Ципрас всушност дека тој учи од собствените грешки и сега е прилично доста соработува во сите прашања кои што се однесуваат и мислам дека тоа е многу важно. А затоа прашањето ќе биде што станува со доколку конечно стигнеме до договор и Ципрас не е таму во иднина. Дали опозицијата ќе го прифати договорот или не, бидејќи она што го гледаме во Ципрас е дека Ципрас има големи тешкотии за да остане на власт на следните избори. Дали може да предложам вашите прашања да си ги да собереме повеќе прашања? Јас сум Даниел Тренчев од дирекцијата безбедно класифицирани информации. Имам прашање до госпоѓата Илинка Митрева. Ви благодарам пред се за одличната презентација, за она што го изложивте, навистина убава ретроспектива на она што се случувало изминативе 20 на години, 25 години на односите Република Македонија и Република Грција. Исто така одлично ја представивте и тековната состојба, сите тие предизвици кои што предстојат на новата влада. Мене ме интересира и навистина бев многу љубопитен во однос на перспективите на Република Македонија. Односно, дали може да дадете евентуално некои сценарија за наредниве 2-3 години, односно алтернативи за Република Македонија, што би се случило доколку се успеат преговорите со Грција, а што би се случило доколку не успеат? Има ли Република Македонија алтернативи? Благодарам. Благодарам јас. Кој беше нареден за прашање? Повелете. I'll try to be quick. Ке се обидам да бидам многу брза. Ова е прашање за нашиот колега од Србија и од Косово. Научивме дека неодамна всушност има одредено истражување, дека нивната фондација, каде што беше вклучена во оценување на тоа кои се трите опции. Првата е статус кво во односите, втората е размена на територии, третата е признавањето на Косово. Да, и што секоја од овие три опции ќе значат за двете земји? Она што го слушнавме дека мнозинството на населението во Србија, не знам каква е ситуацијата на Косово, всушност сака да остане ситуацијата статус кво. И како вие ја оценувате ситуација и што ова за вас е најочигледното сценарио во однос на Могерини што го кажа дека до 2018 или 2019 година треба да биде постигнат некаков договор и веројатно со кои се импликациите на таков договор за регионот. Второто прашање се однесува на Јанис и на господја Митрева. Би сакал да прашам, дали мислите дека постои излез од барањето за употреба на името Ерга Омнес? И доколку мислите дека постои излез од тоа, кој би бил? Кого друг имаме? Само едно прашање за господинот Арма Колонс. Едно прашање со две подпрашања. Дали креаторите на јавното мислење во Грција се за решение со Македонија наместо вчера или утре? И моето прашање е зошто? Посебно имајќи ја предмет асиметријата на МОКТА, а второто дел од прашањето е фокусирајќи се на асиметријата, која што ја разбирам, вие рековте дека најголемиот притисок се годините и деновите пред самото пристапување на една држава во Европската Унија. Па затоа, зошто не
зошто Македонија не би почнала преговори денес или утре, бидејќи Грција би добила многу повеќе во перцепцијата кај македонските граѓани и во Европската Унија. Зошто и зошто не? Дали имаме некој друг? Уште вие двајца и потоцна тројца имаме. Четворица. Моето прашање, не знам, најмногу за Бојан, може би другите сакаат да го... Која е улогата на граѓанското општество во билатералните прашања? Едното е визниот режим за Косово, каде што имавме само граѓански сектор кој што всушност пишуваше аргументи зашто визниот режим со Косово би бил лош и немаме никакви други силни и вокални гласови од граѓанското општество кој што велат дека овој систем треба, дека визниот систем треба да остане. А вториот пример е билатералниот демаркација на границата со Црна Гора. Ние имавме дел од граѓанското општество кој што беше против склучувањето на договорот со Црна Гора. Меѓутоа, ваквите земји често се опишуваат како дисфункционални и всушност и покрај граѓанското општество што беше против овие договори беа подпишани. И затоа како вие гледате улогата на граѓанското општество и како можеме да зајакнеме улогата во позитивна смисла? Моето прашање е малку поврзано со она што Гордан го кажа во однос на асиметријата. Ние всушност сведочиме во рамки Европската унија дека некои држави членки го користат моќта или за ставање вето. Се сеќавам дека пред неколку години кога Хрватска пристапуваше, некои од нив се колнеа дека нема да го користат ветот, меѓутоа го гледаме и ветото на некои други вета против Швајцарија во рамки на Еразмус проектот. А втората работа која што сакам да ја кажеме, тоа е многу поврзане со вчерашниот повеќе годишна финансиска рамка, и тоа е многу важно за мене. Би кажува како ги знаеме приоритетите. Тие беа дефинирани во Братислава и во Рим. Знаеме како ќе изгледа рамката од 2020 до 2027, меѓутоа ако го видите сето тоа ќе видиме неколку работи. Или првиот блок е единствениот пазар, иновација и дигитална ера, која што е многу разбирливо, тоа е нешто што сега е потребно. Бројот 2 е кохезијата и вредностите. И потоа третиот е природни ресурси и животна средина. 4 е погранично управување со границите и потоа имаме соседството и светот. 7 е Европската јавна администрација и 8 се инструменти надвор од повеќе годишната индикативна финансиска рамка. Па затоа моето прашање, ако го гледате соседството во светот, постојат две различни инструменти, надворешната акција, каде што ја имате новата политиката за новото соседство, а потоа ја имате предпристапната помош која што е за земјите од проширувањето. Тоа е одлично, бидејќи не ги ставаме во иста група. Меѓутоа, ако се вратите назад и ја погледнете кохезијата и вредностите, тогаш ќе видите дека имате помош за турската и кипарската заедница. А ова всушност е билатерален спор. Зошто? Тој е ставен по рамки на ставката за кохезија и вредности, бидејќи се сеќавам дека пред 7-8 години кога зборувавме за ИПА инструментот и предпристапната помош, иницијално таа требаше да се користи за поддршка на турскиот дел од Кипар за целите на пристапување. Меѓутоа сега го одзема. Меѓутоа сега тоа е под делот од рамката кој што се однесува на кохезија и вредности. Што мислите дека е причината за тоа? Еве сум јас. Сега се извинувам. Мислам дека денес треба да го честитаме јубилеот. Треба да им кажеме и да признаеме
дека за сите овие 25 години дадоа голем придонес во граѓанското општество. Се чувствувам горда заради тоа што сум учесничка од првите па и до денешната седница. Но едно го покажува сериозниот пристап на оваа фондација и денешниот настан. Но не можам да не забележам дека само 3 беа модераторки и само една панелистка. Тоа е мојата задача, од кој што сектор доаѓам, и морам исто така сериозноста на одговорите, на коментарите, на излагањата беа извонредно и затоа немам што да прашам, мислам дека се е кажано, но самата биологија ја наметна да господја Митрева ништо помалку од сите говорници не кажа, ништо помалку со своји податоци не кажа, но биологијата ја внесе и беше и сериозна и приемчива. Ви благодарам. In order for за решението да биде компромис каде што страните ќе излезат од овој проблем исто задоволни. Што мислите, ова ќе се однесува на господјата Митрева и на господинот Армаколас? Кој е вашето мислење и кои би биле жртвите што двете земји треба да ги вложат за да бидат задоволни на крајот со исходот? Еднакво незадоволни и еднакво задоволни. И прашање за господин Елек, не ве разбарав во врска со ширењето страв. Мислам дека имаме дали мислевте на вистинското мешање од страна на Русија или сакате само да не омекнете во врска со тоа што тие го прават на терен. Меѓутоа сакам да ви раскажам некоја приказна која што ќе ја кажам во друга прилика, например ќе ви раскажам за ручек, но можам да ви кажам приказна за самото мешање кое што се случува. Имаме две прашања. Морам да дадам краток коментар за диалогот меѓу Србија и Косово. Сметам дека во реалноста постојат само две опции кои што се можни во преговорите кои што доаѓаат на наскоро. Диалогот започна како еден процес на начин за Србија да ги подготви граѓаните за она што веќе го знаеа во 2007 година. И договорот од април, доколку се сеќавате, беше првиот таков договор и тука се планираше процес кој што ќе биде проследен од други последователни договори. Меѓутоа, за жал, економските актери доведоа до подкопување на тој процес и сега сме на првиот чекор повторно и тоа остава еден простор за всушност гледање на реалноста на како стојат работите и тука имаме една опција, тоа е веднаш да преминеме на главното, да имаме една Big Bang преговор и што би значило дека или ќе имате Big Bang преговор или ќе дојде до ваква ситуација меѓу Косово каде што ќе се случи хаос. Нема алтернатив за Србија и за другите држави да одат некаде понапред. Што значи дека или ќе имаме Big Bang во договорите или ќе има целосно разнебедување на Европската Унија. И прилично е јасно дека тоа би било во правна форма и тоа не е прашање. Меѓутоа за суверенитетот на Косово и сите држави имаат некакво субјективно мислење за Косово
и за односите помеѓу Србија и Косово базирани врз билатералните односи и во тој контекст она што практично е веќе таму и веќе постои, тоа е колективната заштита и за Србија и за Косово, но сценариото и реалноста се, како што кажав, нешто сосема различно. Или ќе го завршиме ова на мирен начин, или ќе се соочиме со целосен хаос, затоа што статусот кво веќе не е опција и тоа се должи тоа е поради двете страни. Ви благодарам многу, имаме уште едно прашање или коментар. Да, ве молам. Ви благодарам. Првото прашање е за господин Малики, на пример, кога околу 10 луѓе беа 10 години во затвор за ништо и тука има и постои доказ дека поранешната министерка за надворешни работи знаеше дека тие се во затвор за ништо, меѓутоа не направи ништо во врска со тоа и најверојатно нема да оди на судење заради тоа што е бремена. Дали имате некакви сознанија дека има некаква руска инфилтрација во нашиот систем, затоа што јас мислам дека има. И второто прашање е за Елинка Митрева. Јас лично сметам дека вие сте не само поранешен министер за надворешни работи, меѓутоа и политичар. Вие сте она која што ги заслужува сите заслуги за тоа што Америка не прифати подоставното име. И бих сакала да ве прашам, кога се работи за понудата на господинот Метју Нимиц, сметам дека можеби моменталните луѓето кои што се моментално на власт немаат толку голем капацитет како вас, затоа што мислам дека понудата на господин Нимиц можевме да ја искористиме со тоа што ќе го користиме нашиот устав за влез во Европската Унија, кој што е проценето дека ќе се случи во 2025. И оваа понуда беше одбиена. Во моје скромно мислење сметам дека тоа беше грешка. Како би го коментирале ова? Ви благодарам. Ви благодарам многу, нема простор веќе за прашања и би сакала да прашам кој е подготвен да одговори. Но ве молам, не прескокнувајте никаков одговор, затоа што веќе се имам запишано. Секако накратко. Ве молам, одговорите нека ви бидат кратки и концизни. Доколку би можел да коментирам за Косово, повеќето земји има пет држави членки на Европската земја која што не го прифатиле Косово, затоа што не сакаат да се гледа на нив како на иницијатори за проширување на политиката. Заради тоа, има причина затоа што и ние сме дел од државите кои што не го прифаќаат Косово и многу ми е драго што мојата држава е барем една од добрите или полудобрите во оваа ситуација. Не го прифативме, би требало, но улогата на Ципрас. Да, се обидувам да ги заборавам првите 6 месеци на премиерството на Ципрас всушност, затоа што не чинеше околу 1 милиарда евра. Бруто домашниот производ на Македонија е околу 7 милиарди евра. Па вие пресметајте колку не чинеа нас тие 6 месеци. Меѓутоа кога се работи за надворешни односи, тука станува збор за малку потрадиционална и по политика, но тие не би направиле ништо што не е во нивен интерес. Затоа што тука се работи за политички животни и ја поздравувам владата за тоа што всушност ја зеде, условно кажано, топката од оваа страна и се радувам што е тоа така и мислам дека Котија се многу способен дипломат и дека
исто така и малку пон со себе, па сака да биде успешен пред неговиот мандат да заврши. Но предходните неколку месеци за преговорите тие всушност не се покажаа како што треба. И тие знаеа дека гласачите не се грижат за тоа и сакаат да создадат проблем за гласачите за неа демократија. И неа демократија е многу одговорна, исто како многу партии денес, наместо да биде одговори многу пријатно и ја свртеа топката на кај граѓаните. Вие на еден начин сте жртви на грчката домашна политика и тоа се случува од раните 90-ти години и не е заради тоа што македонската страна не направила доволно и да, беше успех, меѓутоа на крајот на денот не треба да се преговара за позицијата на Македонија. Отровната природа на грчката политика, што секогаш беше случај, но стана уште поголем случај во последните 10 години, создава многу проблеми за решавање на овој или на било кој друг проблем во државата. Значи, партиите не може да се согласат за собирање на смета, не па за нешто посериозно. Доколку јас бев Мицотакис, кој што е лидер на опозицијата, и ќе сонувам за Сириза да ја преземе вината за нерешавање, за решавање на проблемот. Тука имаме чекавме цела година за да се формира влада и за да им се префрли проблемот, на таа нова влада и така функционира политиката. Кога зборуваме за Ерга Омнес, пред неколку години, пред Груевски, би ви рекол дека беше невозможно Грција да достигне Ерга Омнес. Меѓутоа овој период е многу тешко и не можам да замислам како би излегле од Ерга Омнес. И дека тоа е надвор од секое признание овој период. Грчката страна толку многу го има покренато проблемот што многу е тешко да се детектира и да се реши. Грчките проблеми Грција има проблеми кои што не се многу важни и еден од формирачите на мислење е дека во Грција тоа не е многу важен проблем, но стана толку голем проблем што веќе не може да се реши. И Ерга Омнес еден вид на форма што всушност ќе ви задржи одредена домашна употреба на како што вие знаете и онака како што Грција го знае, за да може да се продаде тоа на грчкиот електорат. Меѓутоа, кога ќе се вратиме пред 15 години, кога навистина имаше еднашна внатрешна и надворешна двојна формула, мислам дека ќе биде многу тешко да се навратиме на тоа сега. Меѓутоа, Грција ги покрива прашањата кои што не се толку многу важни на долгорочна перспектива. И затоа се станува многу тешко за да може тие да направат одредени осапки. Кога станува збор за креаторите на јавното мислење и креаторите на ова мислење се созреа во текот на последните години. И голем број на држави зборуваат за грешките направени во 90-тите години, не само во однос на всушност прашањето за името или пак дури за неравномерната поддршка што беше дадена на Србија и така натаму. И затоа мислам дека постои силно мнозинство кое што е силно и тоа се луѓе кои што се образовани од главните обштествени токови, те вклучуваат новинари и други луѓе и постојат две замки во тоа. Јавното мислење е многу различно мислење. Би кажал убави работи кои што ќе сакате да ги слушнете. Меѓутоа кога ќе зборувам за мајка ми, ви давам сега шематски
драматски приказ, не е дека ќе зборувам за мајката и таткото. Меѓутоа, тоа е првата замка. Втората замка всушност е дека креаторите на јавното мислење не се оние што беа, бидејќи поради колабирањето на се во Грција и медиумите колабира и сите сериозни медиуми се банкротирани и сега само имате жолти весници, кои што всушност портали кои што се борат за повеќе кликови и луѓето сакаат заговори и овие луѓе им ги даваат таквите и додека пак креаторите на јавното мислење кои што доаѓаат од главните општествени токови всушност не се толку силни и вие знаеме дека тие имаат сличен ефект во секое општество. Во однос на четвртата, едното од луѓето кои што всушност ја застапуваше за една непопуларна работа, дека треба да се отпочнат преговорите за пристапување со вашата земја, бидејќи многу е лошо да им се каже на луѓето дека се е завршено, штом ќе почнат преговорите за пристапување. Луѓето не знаат дека има повеќе од 17 опции за ставање на вето. 70 опции за и имате плюс пред и потоа и се уште можете да ги блокирате, да блокирате Македонија многу пати во текот на овој процес, но доколку почнат преговорите за пристапување, тогаш всушност ќе дадете еден вид на доверба која што може да се гради со текот на годините и може да се решаваат едно по едно прашање. Но за тоа ви треба капитална доверба. И затоа тоа не можевте да го направите кога беше Груевски на власт и не можете да го направите кога луѓето на Груевски би се вратиле пак на власт. И затоа оваа влада продолжува на тој тек, ќе видиме како ќе се одвиваат работите, но искрено почнувањето на преговорите, како што им кажав на пријателите, имаме 3 различни политики во рамките на пристапувањето. Сакаме да земеме колку што е можно повеќе Албанија и прифативме пристапни преговори пред да се со вас вие всушност и ги имате најлошата опција од трите, да решите све пред да ги почнете. И не знам зошто овие 3 различни политики се во игра, меѓутоа тие беа развивани со текот на времето. Граѓанското општество, Ади, можам само да видам кој имавме всушност имавме многу живо граѓанско општество кое што е во однос на регистрацијскиот број, меѓутоа колку од нив стана политички опции, ниту една, со исклучок на овде, кој што граѓанското општество продолжува да работи заедно. Меѓутоа постои само еден многу успешно движење, граѓанско движење, тоа кој што стана политичка партија, тоа не е многу позитивен пример за граѓанското општество. Па затоа само негативните граѓански движења стануваат политичка опција после некое време. Ветото од страна на Хрватска. Кој сака да се клади? Дали Хрватска ќе ги реши сите прашања со Србија пред Србија да стане членка на Европската унија? Можам дека Хрватска нема да ги реши сите работи, ниту ќе ги реши сите, дури со Босна и со Србија, а тие се многу различни прашања. И тоа се случува од сите. Зошто никој Норвешка не влезе како членка? Меѓутоа Норвешка е членка на сите можни начини, освен како држава членка, бидејќи и беа ставени одредени услови за политиките за рибарство. И затоа всушност имаше и други одредени услови во однос на нафтата и така натаму. Турско-кипарските односи се дека Кипар како целосен остров влезе во Европската унија, не само грчката страна на островот. И тие се ставени во рамката на кохезија и вредности, бидејќи дека тие доколку сакаат да земат кипарско државјанство, а Кипар е веќе дел и европскиот закон не се применува во северниот дел, бидејќи тоа не е различна држава. Тоа не е еден вид на жртва или задоволство. Ако ме прашувате мене, можам да преземам многу, но ако ги прашате обичните грци, еден од најголемите проблеми во Грција е дека луѓето отворено не кажуваат вистината.
и не објаснуваат ситуацијата онаква каква што е навистина. Јавниот дискурс навистина е многу поразличен од она што ние го зборуваме денеска овде. И бев многу разочаран дека во последните месеци повторно се вративме на дискутирање на тоа дали вашата земја може да има сложено име. И се вративме назад на дискусиите од 90-тите години. Ова како поента е многу фрустрирачка и мислам дека таа ќе наложи одредено лидерство и консензус и некој треба да го изнесе тој товар. Само еден кус одговор. Само сакав да му се заблагодарам на Јани и да искажам дека никој не ти го прифаќа обкладата или за двете можни сценарија. Излазот од спорот со Грција ќе се реши, ќе бидеме многу среќни да ги исполнуваме европските вредности. Ако не го решиме, тогаш ќе бидеме многу несреќни и ќе продолжиме да работиме на нашата европска агенда. Тоа е одговорот. Кога станува збор за употребата на името Ерга Умнес, мислам дека тоа е еден вид на грчки специјалитет. И како термин сме против можноста за наметнување на другата страна што таа треба да направи дома. Затоа тоа е главната цел. Вие треба да го направите ова, да го смените уставо, да смените ова, што значи дека Ерга Омнес станува товар во целиот процес на преговори кој што е наметнат од нашите соседи. Меѓутоа, она што се обидувам да го објаснам е која е логиката за постигнување еден договор за, да кажеме, договор квит по кро, што значи нешто за возврат, за добивање нешто друго. И всушност ја имаме оваа ситуација во моментот, дали имаме нешто од едната друга и нешто од другата страна немаме, па затоа тоа е голем проблем исто така и не разбрав прашањето за Немец. Која е улогата на Немец? Каква е вашата проценка за улогата на Немец? За предлогот или за улогата? Имаше неколку предлози. Што беше прашањето претходно? Се извинувам, не зборува во микрофон, не можеме да го преведеме. Да, во ред е. Мислам дека можеме да се задржиме на улогата на Немец, бидејќи овој предлог не е јавно изнесен, се шпекулации. Не знам, добро. Добре, да ги скратиме работите, затоа што очигледно сите стануваат помалку нестрпливи да ги чекаат чак и така натаму. Јас ја објаснив улогата на секој медиатор во процесот на израмнување на меѓународните спорови, односно на решавање на меѓународните спорови. Тие овозможуваат да се има еден посредник и да се спречуваат на известен начин арогантните, ирационалните, безсмислените и така натаму да ги редиме аджективите, предлози што доаѓаат од било која од страните. Јас лично сметам дека во денешнава ситуација на моменти се излезе од форматот Обединети нации. Зборувам за сегашниот момент. Се излезе од тој формат. Не дека Немец номинално нема да се јави повторно, нели? Но, еве, премиерите решија работи да ги земат во свој раце, да кажем, обајца да се future oriented, нешто од тоа може да излезе.
Тоа е. Okay. Благодарам. Ми е за moderator or Дали е модератор или медиатор, ќе се обидам да бидам прилично Мислам дека направив текст и бев внимателно оптимистичен и пред да почнат емоциите да ме преземат. И станав во однос на непризнавањето и улогата на Шпанија, само да кажам нешто на прашањето дека имаше различен приемот од другите држави што не го признаваат, а Шпанија го имаше најрадикалниот приод. Исто така со не постои правен начин за косоварите да одат во Шпанија. Имавме еден случај, бидејќи сме дел од меѓународната спортска перк, имавме тим за кревање тегови кои што сакаа да одат на шампионатот кој што се одржа во Шпанија, но не им беше дозволен влез, бидејќи и исто така имаше во изготвувањето на стратегијата 2020 Шпанија беше најагресивната во однос на додека другите држави кои што не го признаваат Косово имаат поконструктивна улога. На крај мислам дека ќе да го решиме прво спорот, а потоа ќе можеме да влеземе во НАТО, меѓутоа тоа не помага во климата на овој агресивен период. Во однос на каде одиме, има оценка дека постои едно големо проширување или се движиме кон таково еден Биг Бенг. И во моментот тоа така изгледа. Меѓутоа проблемот е дека кога ги воспоставите високи очекувањата, постои одредена движечка сила и моментум, меѓутоа ако ништо не се случи, тоа може да стане проблем бидејќи ја губите довербата на народот. Постојат три опции: статус кво, поделба на територија, размена на територии и прифаќањето на независноста на Косово. Мислам дека статус кво, иако сите имаат различни сценарио, статус квото всушност ќе донесе домашни проблеми на Косово, бидејќи ние што туку само надминавме еден вид на судир на национализми и не сакаме да влеземе повторно во тој пекол. И бидејќи не сакаме да ги отвориме повторно таква и ќе донесе домашна нестабилност која што повторно ќе се одрази на целиот регион. Размената на териториите и сепарацијата ние како не се согласиме меѓу нас и да не се грижиме за регионот. Тоа е нешто што некои луѓе сметаат дека може да ги задоволи националните дискурси на двете страни. Меѓутоа, иако за размената ќе донесе одредени несогласување во Косово. Кога станува збор за она што Србија го гради во однос на јавното мислење, идејата дека тие всушност ќе го прифатат независното, но приказната е дека треба да добијат нешто за воврат. И кога зборуваме за извонливи сценарија, тогаш кои ќе бидат работите кои што тие ќе ги добијат назад. Постоеше зборување за Сдружение на српските општини како нешто што ќе им биде дадено во рамки на овој пакет. Ако Вучик е во можност да го продаде нешто што ќе биде договорено како успех, тогаш може да кажат, мислам дека тоа ќе биде сценариото во кое што тој ќе може да го продаде договорот во Србија. Меѓутоа проблемот ќе биде во тоа дека сега во Косово, според јавното мислење, договор со Србија би можел да биде лесно прифатен, освен доколку таквото здружение на српските општини не прерасне во моделот што го гледаме во Босна. Бидејќи не сакаме втора Босна. Ако тоа здружение стане второ ниво на влада или на власт, тоа може да биде. Меѓутоа се чини дека во последните недели овие идеи кои што доаѓаат од комисијата или дека ова нема да се дозволи ова да се случи. И ако тоа е случајот, ќе биде многу полесно да се подржи договор со Косово и да не се има никакви националистичка. И тоа не довисува до улогата на општествата, која е улогата на граѓанското општество во диалогот.
Граѓанското општество во Косово не беше многу конструктивно, прво во однос на легитимноста и како ќе се слушнат гласовите, луѓето се прашуваат многу за тоа. И тоа беше поради еден домашен контекст. Општеството се соочува со непопуларна влада, има ситуација на заробена држава иско, и национализмот е начин на кој што тие сакаат и граѓанското општество изясни на тој пат, вклучително делот општеството, граѓанското општество кој што стана по-прогресивно во однос на тоа. И тие всушност се вклучија на обструкцијските сили, меѓутоа сега има мислење дека она што можеме подобро да го направиме, тоа е всушност градење на овој регионален наратив во однос на елитите. Тие сега се среќаваат на самите секоја недела и зборуваат за работи на регионално ниво и тоа треба да го надградиме на домашно ниво, бидејќи постои замор од Европската Унија. Зошто го правиме се во ова? Да се зборува за важноста на ова без да се зборува за подготовките за процесот за Европска Унија, без треба да стане позитивна прогресивна домашен наратив. И кога станува збор за влијанието на Русија, дека представува тргување со страф на некој начин, мислам дека кој што тоа всушност се надоврзува на постоечките ранливости во регионот, меѓутоа постојат и голем број на активни мерки кои што не се многу, тие користат стратегии од мал трошак, не чини многу помалку да запалиме куќа отколку да ја изградиме и тоа и јас задолжително не зборував за империализацијата, меѓутоа кога станува збор за билатерални прашања, Косово како прашање што е релевантно за Русија заради некои други региони, тогаш мислам дека за тие би сакала да добијат нешто за возврат. И тоа да се видат како еден вид на битка против, и тие може да бидат спойлер дури доколку Косово и Србија се договорат за нешто. Ви благодарам. Благодарам на сите прашања, ќе се обидам да ги одговорам. Прво само да кажам она што Салвар го кажа во однос на спарската позиција. Вие сте многу потврдат и со тоа ја прави потешка позицијата на Србија во преговорите, бидејќи Шпанија би сакал дека Косово да има иднина, доколку Србија целосно го признае Косово, а тоа е нешто што Србија. А тоа повторно оно што мистер Вебер го спомена, дека ние сме свесни дека овој договор ќе доведе до некаков вид на признавање, но тоа нема да биде само на хартија, де јури де факто треба да има одредени одредби. И во однос на Турција и северниот дел од Кипар, тие беа блиску до договор минатата година и не се договорија во однос на мапите и размената на имот. Во однос на безбедносните одредби кои што се вградени таму, во однос на тоа што би можело да биде ставено на оваа хартија. Она што Фанија го спомена, трите сценарија, технички тие не се еднакво реалистични, би кажал, меѓутоа, од една страна, ние всушност учествувавме во внатрешниот диалог, имаше 11 можни сценарија, вклучени и кондоминиум на српските и албанските луѓе, и мислам дека некој тоа го спомена. Меѓутоа, само накуса да ви кажам дека статусот кво значи едно те исто, да се користи прашањето за да се остане на власт, додека во сите други сфери назадуваме. Размена на територија, Германија има дека е против мозна размена и дека тие сега не ги споменуваат овие можности, дека ваквата размена обично значи дека северниот дел на Косово ќе оди на Србија, јужниот дел од Србија ќе се приспои кон Косово и тоа треба да се како можете да ја смените својата територија, бидејќи за некој од нас тоа се уште е Србија, барем според уставот. И дека тие всушност и тоа треба да биде прифатено и од населението. И третата опција е всушност што ја очекуваме, веројатно, меѓутоа дека мора да има
формулирано на начин кој што ќе биде креативен и номотехнички и правно ставен на хартија дека Косово има одредена државност. Во суштина, Србија се уште да си го зачува својот образ, ако може да го искористам тој збор, во она што Андреја го кажа дека тоа мора да биде еднакво незадоволувачки договор за двете страни. Повторно се враќаме на едно истражување, направивме минатата година во јануари, кој би бил против признавањето, меѓутоа 3/4 се против, околу 67% се било каков дополнителен конфликт во однос на териториите и продолжување на диалогот. Па затоа, ако ова се земе во предмет, владата може да протурне било какво решение, дури да се подпише во Митровица на самиот мост помеѓу албанската и српската страна. Оно што Ади го праша за граѓанското општество, мислам дека граѓанското општество не може да ги донесува одлуките, но може да придонесе во олеснување и ангажирање на населението и дека најголемиот дел ќе дојде по подпишувањето кога ќе треба реализацијата да се случи. И мислам тоа секогаш беше еден од првенците во овој контекст и кога станува збор за помирување и сите други прашања по договорот на Андрат ми спомна. Не го негирам фактот дека Русија има влијание во регионот, но не сакам да ја прифатите легитимноста Русија да има одредени интереси во регионот и мислам дека постои големо ниво на тргување со страв. Пред само година или година и пол дека имаше еден волонтер кој што стави 25% од сите членови и постоја некои холандски новинари кои не беа про Путин, туку го има, тој беше ставен на црната листа и голем број на медиуми пишува потенцијално можеше многу повеќе да нанесе штета отколку да придонесе. Би можел да ви кажам и примери за други држави кои што се мешаат во меѓународни односи, како на пример локалните избори во Митровица по подпишувањето на договорот во 2013 требаше да се дека тие всушност се водени од страна на Брисел и голем број на експерти и на монитори кои што беа ставени, а тоа беше мешање на Западот. Вредностите на Западот се поблиско до нас, меѓутоа треба да признаеме дека и Русија не само легитимен интерес, туку и можност поради тие американците се повлекоа по Втората светска војна од Европа, Европската унија не може да го испорача тоа, тие се обидено, но не е тоа доволно и потоа Русија беше надвор, но сега таа повторно сака да се врати назад на сцената. И тоа не е нешто што е неочекувано, меѓутоа начинот на кој што ЕУ треба да одговори не е со тоа да ја праша Србија или другите мали држави да ги избрка дипломатите како Македонија што го направи, туку да се има по проактивно дејство во таа насока. И мислам дека ги покрив сите прашања. Пред да ги кажам зборовите благодарам и ручек, сакам да кажам дека утре ќе имаме овдека настан во истото место, точно напладне. А тоа е невидливоста на маргинализираните луѓе, лични приказни и дискусија, па затоа ве повикувам да дојдете, благодарам и навистина ви посакувам да уживате во ручекот кој што ќе биде послужен долу на терасата. I think it was, I'll see you downstairs. I think this is the most